Здраво, здраво, здраво и добро дојдовте во уште едно издание. Оваа недела, овој викенд, специјално посебно и ново издание на Шопска шоу со Томче. Токму така и сега кога сме веќе тука и сме спремни, сме подготвени за да гледаме Шопска шоу. Јас само на кратко да ве информирам, односно да ве воведам во работите што ќе се случува. Да, и ова сабота имаме значи за вас предлог неколку доручеци кои што ќе ви ги дадеме како предлог. Што е тоа што може вие да дегустирате и каде може да го дегустирате и се разбира на кој начин може да стигнете до тоа место и каде се наоѓа информација околу нели знаменитостите што се поврзани со тоа место. Јас само ќе ви кажам дека станува збор за јас се изненадив искрено. Прво, се наоѓа во центарот на градот Скопје, се наоѓа на самата раскрсница кога се оди од кога се симнаш од Водњанска, кога ќе свртиш десно е на крајот од раскрсницата. Кога ќе дојдеш од кај Црвен крст на семафорот на раскрсницата за Црниче нагоре, тука од десната страна на ќошкот. Станува збор за Аманет Гастро Поинт, ресторан кој што има своја идеја, која што има своја приказна и кој што сака да ја раскаже неговата приказна, односно да покаже дека аманетот што ни го имат оставено нашите предци, нашите претходници се содржи и се состои не само во фолклорот, не само во обичаите, не само во песните, не само во музиката, туку го има и во гастрономијата, го има во кујната, го има во кулинарството. И они пробуваат сето тоа да го сочуваат на еден убав, интересен начин, каде што ги спојуваат значи традиционалното со модерното и искача нивната приказна како што искача. Да не должам многу, јас само ќе ви кажам дека колегата Томче овој пат отиде, па беше тамо, па снимаше, па доручеци, па некакви тамо имаше Бенедикт јајца, па сега дали се тие овчи јајца, дали се кози јајца, дали се од прч или од брав, не знам, мабета меѓутоа не знам дека имаше или гускини, паткини, шаткини, тоа не знаеме, ама битното е дека отиде и убаво си помина, па да видиме нели што е тоа што Аманет Гастро Поинт како локација може да го понуди во неговата понуда за појадок, односно што е тоа што може да го понуди за во саботното издание на која емисија, на најгледаната емисија, емисијата посветена не на култура, ќе се култура, меѓутоа на култура на живење, култура на јадење, култура на едноставно подготвување на храна, меѓутоа емисија посветена на кујна, кулинарство и гастрономија. Се разбира, која е таа емисија? Шопска шоу со Томче, не една друга. Видиме како помине колегата. Ајде, ајде, да се дружиме. Ајде, ајде, другарство или рака да си пружиме. Добро утро и добро дојдовте во уште едно издание на Шопска шоу со Томче. Како што ви кажа колегата Томче, од студио се наоѓаме на уште една авантура и сега времето нас секој пат не сака и кој ќе дојдеме ние на терен, но вака пропрцкува малце, помалце дошче, чисто колку за да каже дека треба да пораснеме. Значи сме стајле на имаме килажа, ама немаме висина. И сега за да може да добиеме на висина, мора малце да бидеме пропоснати нели со вода за да може да растеме како што треба нели. Цечињата како што растат сите останати работи. Епа, мили драги мои, ја ве донесов денеска каде? На ова екстра место кое што се вика Аманет Гастро Поинт. Зашто ве донесов тука? Само ради една работа, затоа што тука прво дознав дека го има најубавото кафе во цело Скопје. Втора работа, тука има таква пријатна, убава, елегантна атмосфера, мирна атмосфера, тивка музика, Spotify, значи джагара багара моменти. Па тука имате наскоро ќе започнат со некаква наградна игра која што ќе биде секоја сабота за шеска. Дојди со друштво, доручкувај, ручај, па ако си среќли ти издешат, сите 6 добивате бесплатна ручка. Па кај го има тоа бе луѓе, кај го има тоа? Тоа го има само тука во Аманет Гастро Поинт. А не е само тоа. Доаѓа тука луѓе за да може да со друштво вкусат од најубавата чорба. Веруете, најубавата чорба до сега што имам јадено во Скопје. Тука е во Аманет Гастро Поинт. Пилешка чорба со сосчето што го дават. Јас си да мислам на страна си да подстивањево, да проверам за што станува збор.
Ја пробав, ја вкусив. Највкусната чорба пилешка со сосчето од страна. Сега да не ви кажам повеќе, да не ве држам они известоси, точат лиги, да во цина спомените ми течат лиги, па да не биде тоа така. Ајде да влеземе внатре и кркорот мешлачињата, како рекоме, кркорот мешлачињата не се чека поќе, не се издржува. По мене и да влеземе да видиме што е тоа со што денеска ќе се нагостиме, односно со што ќе се насладиме и кои вкусови денеска ќе ги пробаме за доручек. Саботното издание на Шопска шоу со Томче на терен, само што започна колегата, пак од студија ќе се... Ајде да влеземе да видиме. Здраво, Наташа, како си, добра ли си? Добра, здраво, повелата. Па ви имате прекрасна атмосфера тука, многу убаво, мирно, тивко, како што треба, со сите нишани, браво, браво. Така. Кажи мене, ми спомна, ми кажа дека ова место е место каде што луѓето посебно доаѓаат тука за доручек и за убаво кафе. Дали има вистина во тоа друштво доаѓаат се организираат, вика чекај ние да дојдеме, вика затоа што мирна убава атмосфера, па елегантно, па види елеганција во движење. Така, точно, тоа беше идејата на ресторанот, да доловиме да си дојдат луѓе кои што се пријатни, добра храна. Така. Мене ме интересира зашто Аманет се вика прво ресторанот, зашто е крстен Аманет Гастрофоин и од каде целата идеја за да се започнала угостителска приказна. Да, потекнува од нашите баби и дедовци, значи Аманет нешто старо, доверба, вредност, нешто што традиција што треба да се негува. Да. Што останало од нашите предци, од нашите... Да продолжиме да го негуваме традиционалниот дел. Целта и е на ресторанот да се спои традиционалната кујна со новата модерна македонска кујна. Така. Јас претходно бев тука и пробав едно од вашите пилешки чорби заедно со тие што се таму додатоците во како немате вие како залучено или лукче со осече, туку имате баш онака додаточе си издавате и е прекрасно, првичното искуство прекрасно. Атмосферата многу фина, убава, прекрасна, значи интимна, да можеш и со друштво да дојдеш, да можеш и со колеги да дојдеш, да можеш и фамилиарно да дојдеш и да уживаш во атмосферата во амбиентот. Не ме интересира. Ќе дојде да речеме екипа од 7-8 души, да речеме 3 пара, маж со жена, дечко, девојка, или 5-6 другари или 5-6 колеги од работа и ќе речат дај еве како готвач. Може ли да поразговараме со готвачката, ќе дојдеш ти тука, ќе го поразговара со нив и ќе речат Наташа, што е тоа што ти би ни го препорачала нас како доручек, што ние не би смеле да заминеме од тука да не го пробаме. Што најчесто се случува. Што најчесто се бара. Што најчесто се случува да бараат и да прашаат што да понудиме ние. Најчесто ја нудиме телешката и пилешката чорба, значи од чорбите. Добро. Потажите, зимно време највеќе ни удеше потажат од тиква, сега летово повеќе се троши брокула. Брокула? Потаж од брокула. Летно време? Да. Брокула, повеќе сакат на зелено. Повеќе на свежо. Потажот од тиква, добро. Да знаеш дека кога ќе дојде есен ќе дојдам да пробам потаж од тиква затоа што јас знаеш како јас сум поборник за тоа што е мрсното, за тоа што не го препорачува доктор, значи да си вака со маси, да си замасаш со парче лепче. Гурман, значи како да ви кажам, да потажот сега ми е нова категорија што ја запознавам и пробав на едно место. Интересно беше. Така. Од леќа пробав поташ. Интересно беше. И сега сакам затоа што сакам да видам од брокула и од тиква каков е. Ќе се договориме за тоа накнадно. Сега значи што е тоа мексичката чили супа ви може ли да направиме сега да пробаме да видиме каква е? Затоа што јас сакам такве малце полуткасти работи. Се можеме ние да направиме. Јас знам дека вие се можете да направите, меѓутоа дали ти би препорачала да речеме например сега да стартуваме со пилешка чорба или со телешка чорба? Која би ја препорачала? Јас би ви препорачала моментов телешка чорба, веќе пилешката сте ја пробала. Гледаш ли како се размислаш женско како знае да размислам да ти каже. Па да може да ме пофалите и за телешката нормално. Да може да споредиме да направиме токму така. Нека биде телешка чорба за доручек, нека биде мексичка чили супа. И дајте сега да видиме друго што. Доручек, ти како ми кажа кој се тој доручек Аманет? Можете бенедик јајца, можете со козјо сирење, омлет спанаќ. Еве, бенедикт јајца нека бидат, нека биде Аманет доручек и остан нешто друго што ти ќе одбереш по твој избор да ми изненадиш. Добро. Бидејќи ти си главна во кујна, нема сега никого да поздравам во кујна и да му речам пренеси Наташа поздрав на готвачката во кујна за да може да го направи, туку да те замолам да се
среда сите овие работи да се стокмат, да се приготват. Знам дека твоите вредни раци и дека љубовта која што имаш поврзана со работата, дека ќе го направи тоа да биде прекрасно и да изгледа прекрасно и да биде сервирано прекрасно. Ја ќе го очекувам тука на маса, а до тогаш Емилија, драги мои, нема да бегате нигде, затоа што следат неколку инсерти и тоа како се подготвува и како се спрема и нешто. Па ќе се вратиме после назад со дегустацијата на убавиот дел за да го започнеме денот како што личи, како што ликува во Аманет Гастропоинт со оние специјалитети кои што ќе ми ги подготви Наташа и со тоа што ќе не изненадат и ќе не нагостат денеска. Секако. Благодарам, Наташа. Се гледаме. Ви благодариме и ние на вас. Благодарам. Кој ќе јаде? Јас. Мили драги мои, како што можете да видите, масата одеднаш се створи, тука се направи да биде полна и јас сум спремен да дегустирам, односно да ги дегустирам Аманет Гастропоинт доручиците. Појадок од менито, меѓутоа, да ви кажам една работа што јас ја дознав, што не е за занемарување и многу е битна и важна. Таа е дека Аманет Гастропоинт има секој ден мени на денот. И за ефтини пари може да се јадат многу убави работи. Имаш ребра во понеделник, пастрмка во петок, вторник има тоа што е во лисното, кајмак со плескавица, среда, сабота грне, среда има бургер. И знаете што е интересното? За 333 денари, 333 грама месо, оброк. И сега, тука, значи, редот бил во Аманет кој ќе влезеш, да си започнеш со чорба. Јас минатиот пат бев тука и си започнав со чорба, така да и сега, кој ќе ви презентирам, ќе ви покажам како тоа иде со чорбата. Чорбата, тука сега, овој пат е телешка, не е, еве како што може да видите, значи, убаво, полна со месо, како што треба. Има мириса, убаво подготвена, доволно зачини, доволно сите убави работи што треба да ги има една чорба за да може да биде како што треба, значи не е со премногу течна, не е премногу густа, значи за сечи вкус. Како што може да видите уште нешто да ви покажам, има месово изобилие и што добивате со тоа? Добивате сос кој што има лук, ама не е она класично залучена пиперка или залучено со оцет и со водичка со Магдонос додаток за чорбата и е прекрасен. Цел се сипа тука. Ево го, како што може да видите вака. Цело. И откако сето тоа ќе се така измеша убаво, му се додава малце свежина со кришка лимон. Ете, и спремно е за конзумација. Ако сакате лепче, може да добиете и лепче со, меѓутоа јас не побарав лепче, бидејќи чорбата како чорба ми е доста. Гледа колку има други работи што треба да се пробуваат. Одлично. Браво. Многу во подготвена чорба. Ќе ви кажам, вкусот е прекрасен. Юнешкото месо се осеќам, телешкото месо се осеќам. Има убави зачини, убава запршка и е за нијанса посладка, поубава, поневеројатна од другите чорби што ги имам пробувано низ градот. Топло препорачувам доколку сте може да дојдете тука. Аманет чорба за да го започнете денот е нешто што е феноменално. И тоа што ви го кажав, тоа што го додадовме, ова тука, знаете како вкус дава? Значи, има она малце лукче, други додатоци ставени, што не може да ги откриеме сега, тајна се, за да може да го вкусите сето тоа и да биде на овој начин вака подготвено како што е тука, ќе мора да дојдете во Аманет Гастропоинт. Одлично. Сервирањето му е одлично, с чиста петка, заедно со додатокот со лукче, залученото, иде да одмара. Идеме со втората чорба која што ни е за денеска донесена.
па ќе почнеме после со салатата, а после ќе ги презентираме и другиве работи. Од лева страна Бенедик јајцата, од десна страна англискиот доручек, аманет салатата и се разбира ова е мексиканската чили супа, која што вика дека е малце лутка, јас и додадов бибер и додадов сол, однапред бидејќи јас јадам малце посолено и сакам да биде малце по-пикантно. Меѓутоа еве како изгледа со декорации, тоа вештите раце на Сонја го направи ова да биде како пајажина, инаку претпоставам дека ова се кисели краставички што се ставени или некои пиперчиња чили. Тоа ќе да знаеме, да пробаме сега супата и да видиме за каков вкус станува зборно. Браво. Браво. Доматна мексиканска чили супа е нешто што дури би ви го препорачал повеќе него чорбата. Тука ми се неисто чорбата, пилешката, телешката, мексиканската чили супа. Многу добро. Ќе рече некој потом че ти не си вегетаријанец, не потажи така работи, не знам. Не знам, меѓу ова љутко дека е и тако. Ако сакате лесен доручек, а да биде пикантно тако малце луткичко, ќе земете и ќе си порачате мексиканска чили супа. И ќе порачате со лепче попечено на скара со вегетка. Ао, како ќе крцка или со некои фунаринки. Одлична комбинација. Одлична. Не ми се остава. Многу колку е лесно убаво. Браво. За сервирање петка, за вкус 5+. Секоја чест на вредните раце на готвачката Сонја и на готвачка Наташа, за тоа што ова вака прекрасно изгледа и се разбира вака прекрасно на вкус. Сега ќе почнеме со прво да наздравиме. Нормално. И сега ќе почнеме со салатата. Како викаш ти јаце? Салатата, Бенедик јајцата или со аманет доручекот? Се смееш ти нешто на јајцата, ми се смееш, мога да тие последни ќе ги јадеме. Дај да почнеме со доручекот, аманет да идеме аманет доручек. Тој треба да биде јак доручек, силен доручек за маж како мене, кој ќе дојде за да има сила, да отиде до музеј на град Скопје, до црквата Света Петка, потоа до Водно, ако треба, секаде кај што треба. Зашто ви кажам овие работи? Затоа што после ова што е доручециве дегустацијата, ќе слушнете информација две за тоа каде може да отидете да пошетате. Чекате идеме ова. Што е ова? Ме интересира, не знам. Чекај вака. Ова е некаков сос нешто. Чекај да пробаме. Прибор тука мора да игра. Да видиме како сос ќе стане збор. И патлижан има и домат има, да. Многу најдов чарјата на ова. Значи ова се зима, се става до згора вака. Се реди, се мести. Од згора вака. Ете, тоа што можем да приметиме дека има парчиња сланина, дека има јајце, дека има одоздола домат, дека има рукола, ова сега што е актуелна многу оваа тревката што е актуелна. И мене ми личи на тревка едно бавче што ми расте. Меѓутоа дали има вистина тоа или не. Руколата, дали убавче расте или некој на друго место, не би знал да ви кажам. Дали сте, меѓутоа, може си се сомнам на тоа дека е таа. Таа, меѓутоа, може да не е. И има убава лепиња одоздола. Ева да ви покажам за што станува збор, значи ќе го трнам приборот. Ева да ви покажам за каква лепиња станува збор. Значи гледате. Имаме лепиња, имаме рукола со лукче со сосче, некој со намаз со маслиново, се извинам со маслиново масло, имаме домат, па имаме едно до две јајца на око, 3-4 парчиња сланина и се разбира дозгора пармезан. И имаме и сос кој што го добиваме заедно со сето ова, да можеме одозгора да го ставиме, да го намачкаме. Или, ако сакаме, можеме и ваква комбинација да направиме. Тарам!
Ајде сега да го дегустираме, да мене ми е многу убаво направено и презентирано, односно многу убаво ми е сервирано. Не може да го најдам зборот, викам како беше сервирано, презентирано, преубаво направено како што треба, со сите нишани, а сега не му фали ништо тука, не му фали ни сол, не му фали ништо, не треба да се додава, само треба да се стави и да се јаде. Веднаш да се преде во акција. Ето така. Ова сега ќе го собереме вака, ќе си го тргнеме. И кога е веќе тоа готово, знаете дека јас обожавам да јадам со раце и дека ако не си изволкаш кога јадеш, исто како да не си јадел. А гурманите, како мене, си врбуваат се со раце. На здравје, ама не доручек во Аманет Гастропоинт. Видите како прекрасно изгледа. Комбинација протеинско-месната, за да може и јајца имаме за да имаме протеини, имаме зелено за да имаме зелено, нели, здрав живот, нели, зелено, имаме зеленчук дома и се разбира станина за да може да биде како што треба. Се зајада многу. И после ќе ми се лути мето. Мето ми е многу добар пријател. Мето, ќе дојдеме јас и ти заедно тука. Ќе седнеме како луѓе, ќе си каснеме. Да не потребна никога да му кажуваме што јадеме. Само колку да се нараниме душичката, затоа што оваа храна тука е феноменална, фантастична. Значи храна која што топло се препорачува за секое друштво, за секое домаќинство, за секоја фамилија и може фамилијарно, може со друштво, може со пријатели, со колеги, како и да дојдете, фантастично ќе споминете, да знаете. Доручекот е феноменален. Аманет, да не заборавате, Аманет доручек. А сега видиме овие Бенедикт јајцата. Сротата за накрај ќе оставам. Бенедикт јајцата, ги гледам. Значи, погледнете сервирањето, на кој начин се сервира. Прекрасно да изгледа, убаво да биде привлечно, да биде за око, значи да ти е наполни око со сите нишани како што треба. И сега кога застанеш и речеш чека сакам едно лепче да земам и да видам што е тоа со што ова лепче е направено или на кој начин кој му е составот. Ако подкренеме вака ќе видиме дека има парчиња сланина, дека има поширано јајце и дека има исто домат и рукола. И од озгора дека има пармезан. И сега за различно чекате од централа ме бара, не. После тоа. Чека. Ало. Ќе се чуеме после тоа. Сега во моментот да каснам нешто јадам во Аманет Гастропоинт сум. Да. Да, Бенедикт јајцата. Аманет доручекот е фантастичен, меѓутоа Бенедикт јајцата се добри. Сега пробувам, па ќе се ајде, чао. Ева централа да пробам. Да дозна дали ќе сум ги касна Бенедикт јајцата. Каснам како нема да каснам. И сега ова што е сосчето тука што е некако додаток од озгор или прелив некаков. Вкусно. Убаво, на вкус. Вкусно како додаток. Се извинам, ова нема да го сечам, ова директива ќе јадеме. Му фали малце солца за мој вкус. Ето така. Како што иде редот. Да си пробаме. Многу слично со вкус како Аманет доручекот, меѓутоа Аманет доручекот е за нијанса посилен појак, инаку со сличен вкус тука, значи што и да порачате Бенедикт јајцата или Аманет доручекот, нема да сгрешите. Да си задаме. Со полноста не се збори. Бенедикт јајцата ми изненади. Значи Бенедикт доручек, Бенедикт јајца доручек во Аманет Гастропоинт, заедно со Аманет доручекот.
со чорбата и со мексиканската чили супа. Се бизелја. Се е фантастично. Се е преубаво. Ептен, најбо на цел свет. Сега мора да и оставам на страна, затоа што имам уште еден доручек, односно, доколку сакате некоја лајт варијанта, нешто така по-лесно, имаме аманет салата, има крушки, има ореви, има месо, има... Ќе дознаеме што има, полека, има капини, малини, од се помалку и пармезано дозгора, и зелка, не, ова е салата, марула. Ајде да пробаме сега да идиме каква е аманет салатата. Ја одма со месо. За месото се фаќам, ја одма се фаќам за месо. Не, нема тука лаба, крушки, такви работи. Но, убаво. Убаво направено. Парчиња свинско месце. Чоколадираните ореви. Ќе ги скокнеме. Ајде да идеме салатата каква е. Надале што има. Благо, солено, со балсамикото, киселко и вкус. Месото го надополна. Не се осеќа дека има воопшто некоја тежина како кога беда салата, само со марула и со месо. Значи, овој благ, нов и за мене сега вкус, бидејќи ја, ако не е прв пат тоа да пробам крушка со пармезан, и малини. Значи ви кажам дека од сега па натаму омилена варијанта ми е свинско месце, вака, набодено долу, парче крушка и се разбира малина. Само да идеме сега крушката дали ќе сака да се дружим. Сака да се дружим. Малина. Одлично. Доколку сте љубител на вакви сладко-солени јавења, доколку сте љубител на несекојдневни македонски вкусови, ова е вистинската комбинација за вас. Ќе да пробам оревот, значи ме интересира оревот каков е. Што гледате како изгледа, како карамелизиран, како нешто да му е ставено, карамела некака. И орево си го додава својата. Заедно со ова. Заедно со крушката. Воопшто не е лоша варијанта. Воопшто не е лоша комбинација. Да знаете дека вкусовите се сакаат, се наподувате не со други и дека ова е убаво да го споделите со некој. Дојдете, мој предлог. Дојдете, или чорбичка, телешка пилешка, или мексиканска чили супа, и една аманет салата, да споделите вкусови и да си каснете убаво. Лесно, убаво. Аз повеќе нема да зборам. Останувам тука на ова софра, заедно сам со себе и со Томче, и да го дојадеме се тоа, бидејќи некој мора да се жртва. А вие нема да бегате нигде, бидејќи колегата Томче сега ќе ви каже информација околу знаменитостите што ви ги спомнат, значи црквата Света Петка во Црнише, непосредно тука што е во непосредна близина на Аманет Гастропоинт, се разбира Diamond Mall и музеот на град Скопје. Да слушате неколку интересни информации и се разбира колегата да се одјави, па после тоа колегата Томче од студио да превземе и така натаму. Во секој случај, јас од саботното издание на Шопска шоу со Томче ви се одјавам од терен, вие продолжите си понатаму. Да. Интересно. Мили драги мои, после така убавиот доручек, аманет, бенедикт, чорбата, телешка и се разбира супата, што беше малце лутка, специфична, како ја што сакам.
да ви презентираме дел од знаменитостите кои што се наоѓаат во непосредна близина на Аманет Гастропоинт, кој што би бил убаво откако ќе се накркате и соберете сила, има каде да ги потрошите калориите, а да знаете нешто и да се информирате, нели, за тоа што е убаво и што е интересно. Вака сега, ќе започнеме прво со музеот на град Скопје. Во срцето на Скопје се наоѓа едно од местата што најдобро раскажува приказната за градот низ времето, музеот на град Скопје. Сместен во старата железничка станица, која остана символ на катастрофалниот земјотрес од 1963 година. Овој објект представува спојна историја, култура и сеќавања кои ги обликувале Скопје и градот низ вековите. Во непосредна баш во непосредна близина на Аманет Гастропоинт се наоѓа и Diamond Mall, како едно од најмодерните зданија и трговски центри во Македонија. Diamond Mall представува ново урбано место за шопинг, забава и современ живот во Скопје. Со модерен дизајн, голем број светски и домашни брендови и современ амбиент, овој комплекс брзо станува едно од најпосетуваните места во градот. Со својата локација и современ концепт, Diamond Mall представува символ на новото урбано Скопје, комбинација од стил, енергија и модерна архитектура кој му дава поинаков ритам на градот. Од едната страна Diamond Mall, од другата страна Аманет Гастропоинт. Од едната страна Музеј на град Скопје, од другата страна Аманет Гастропоинт. Од таа страна црквата Света Петка, од оваа страна Аманет Гастропоинт, токму така. Тоа беа знаменитостите, а сега и колегата од студио Томче да видиме што ќе ни каже. Мили драги мои, се вратиме назад во студио и сега во студио назад што ве чека вас? Вас ве чекам јас, нели нормално, колегата Томче, како што ви кажа, последното негово јавување беше дека има 3 прекрасни убави локации кои што можете да ги посетите. Едната е црквата Света Петка во Црниче, другата е нели музеот на град Скопје кој што се наоѓа во непосредна близина уличка само понатаму, 150 метри воздушна линија и се разбира во непосредна близина се наоѓа и трговскиот Diamond Mall, ако сакате да прошетате, да купите нешто и така натаму и така натаму. Кој си направи за пиење, си има за пиење, кој нема да ќе подготви, затоа што ќе бидете спремни за следниот пат. Тука, како рече колегата Томче, сега колегата од студио да преземе, за да може да момент само бидете така. Што ми направиле пијалоче бети, браво Лалди. Вака сега, значи, он ви спомни, ве подсети дека треба да внимавате на знаменитостите кои што можете да ги посетите, дека треба да внимавате на Аманет Гастропоинт како убава локација каде што во друштво идењето и јадењето чорба веќе е ритуал, а кафе пиењето затоа што брендот е Атибаси, прекрасен бренд, го имам пред 10 на 15 години сретнато и тоа е италијански бренд кој што во Македонија многу ретко се сретнува, меѓутоа кафето секогаш е прекрасно и убаво за пиење. Па да се не даме дека ќе видат после опитјачата, прекрасна емисија, дај тука да се рекламираме нормално, нели како што иде редот. Има 3 варијанти кои што ви ги нудиме цело време и кои што може да ги сретнете на социјалните мрежи. Тоа е нашата Facebook страна Шопска шоу со Томче, каде што имаме повеќе од 30.000 фанови. Се разбира Instagram профилот каде што веќе имаме околу 1000 фанови, сме ојачале неделава, сме се напалиле камења. И се разбира нашиот прекрасен YouTube канал кој што сите епизоди на Шопска шоу со Томче ги емитува и ги држи и ги чува во тајност, односно не во тајност за сите кои што сакаат да ги гледат, тамо се и може да уживаат во репризни изданија, да си ги репризираат колку сакаат сето она што досега е поминато во првата сезона. Јас само ќе ви кажам дека и ова недела се е бесплатно, значи бесплатно и да кликнете лайк, и да кликнете фолоу, и да кликнете на Инстаграм нека порака како си Томче, што правиш, добар ли си, да знаеш дека те поддржуваме, прекрасна емисијата и така натаму, убави коментари, убави луѓе, убави коментари. И само да потсетам дека постојат тие опции на социјалните мрежи, а вие нема да забравите да не дружите утре, точно во 10 часот на фреквенцијата на Канал 5 телевизија, затоа што тука следи неделното издание на Шопска шоу со Томче. И сега кој ќе каже неделното издание, што треба да обрнете внимание и да запаметите. Многу луѓе ми кажуваат, ама чекај сега, недела, тоа значи дека во недела работи нешто? Не, ние идеме преку неделата, кој снимаме тоа во работен ден или во некој друг ден, во сабота да речеме како ден, и после тоа го емитуваме да имате и во сабота, да имате и во недела да видите нешто. Не во недела да отидете да барате, недела не работи, што работи во недела. Све за тоа, клучот, так, затворено, има 2-3 работи што работат, ама потом, за тоа понатаму ќе разговарам.
Значи толку од првото издание на односно овој викенд првото издание, што викаме првото издание. Првото издание е саботно, секогаш второто издание е неделно за овој викенд. Од првото издание и ова саботно издание на Шопска шоу со Томче, толку. Ние се гледаме утре точно 10 часот на фреквенцијата на Канал 5 телевизија 10:00 и јас и вие имаме што да си кажеме, зар не? До очекуваме. Шопска шоу.